таа нивна логика дека за отворање на септичка јама треба да ги прашаме амбасадите на Брисел и треба да ги прашаме представниците на Европска унија и на Америка. Се сеќавате, например, кога се објави таа можност да рускиот газ помине во Македонија, какви беа реакциите на нашите медиуми? За жал, јас не бев во можност да одговорам на тие реакции. Ние веднаш се свртивме, сите дел од медиумите, не сите се разбира, веднаш се свртивме тоа дали Георги Иванов, дали нашиот председател ги праша Брисел и Вашингтон за еден таков потек. Па дури и се јавувавме, некои колеги дури и се јавува во Брисел и Вашингтон, дали некој од Македонија се јавил да праша за рускиот газ и така натаму. Мислам, навистина една неверојатен менталитет кој што неверојатен бранд кој што го прифаќаме без критика, без резерва, без еден однос кон она што значи гасот за Македонија, например, во едни вакви услови каде што истите новинари пишуваат дека за 20 години рек Битола нема веќе да има јаглен и така натаму, каде што пишуваме постојано дека ниту една влада до сега не се свртила кон дефинирање на енергетската стратегија за држава. И сега најнаш и за тоа треба да ги прашаме Брисел и Вашингтон. Тоа е само еден мал дел од оној менталитет кој што е веќе дефиниран, за жал, во нашата држава, а кој што се разбира најстрашно се отсликува, најгрозоморно се отсликува во овие така наречени преговори за името, каде што исто така понизно и попустливо прифаќаме такви некои средби и разговори да се разговара за она што сум јас, за она што е моето име, за она што е моето достоинство. Знам ќе се отвори повторно таа теза реал политика и така натаму. Господинот Чачуле, претпоставам, повеќе знае у тој дел, меѓутоа сепак има нешто што значи достоинство, што значи правда, што значи човекови права, што значи едноставно мое лично право. На крајот на краиштата, било која влада и да прифати било каква измена, никој од нас не го напишал тоа досега, можеби сме го искажале во некои трибини, меѓутоа дали сме свесни дека он со тоа ќе стане велепредавник на оваа држава? Затоа што со било такво решение во име на народот, всушност тој ќе се ја подпише, предпоставам, доживотна затворска казна, затоа што едноставно нели во уставот таквите варијанти, таквите не се ни предвидени, а не па пропишани. Толку за сега, благодарам. И конечно го повикувам. Добро, да слушаме, почекайте. Не, го повикувам министерот Слободан Шашеле да... Благодарам. Јас ќе бидам многу категоричен, би рекол, и многу строг и јасен. Република Македонија не смее да преговара, а уште помалку смее да преговара за промена на нашето историско име. Инсистирам на термините преговори и историско име, бидејќи околу погрешното поимање на овие два принципа во комбинација со намера за да се направи проблем од името конјунктурен и единствена понуда на демократските избори, ние сме сега во ќорсок. Зошто не смее да преговара? Прво, на тоа не сме обврзани со ниту еден документ. Второ, зошто да преговара? Нема логика да преговара за да си го смени името, тоа не се преговори. Трето, преговорите мора да завршат со некаков исход. Било арбитража, било војна. Историјата, а меѓународното право е собирок на обичаи
на конвенции, на меѓудржавни спогодби, на резолуции, декларации. Значи не е некој законник каде што нештата се пропишани, но бидејќи е така, бидејќи светот сега минува во други односи, ако прифатиме, а гледам упорно зборуваме за преговори, може да ни се случи еден ден да бидеме ставени пред арбитража. Послабата страна секогаш губи. Четврто. Каде и кој пропишал дека една држава треба да разговара за сувереното право на нејзиниот народ да се именува како што избран? Пето. Со кој мандат ние, денешните македонци, ќе го смениме името од името на генерациите што го извојуваа и од името на генерациите што допрва треба да дојдат? Кој ни го дал тој мандат? Што значи овие позиции треба во главите да не бидат кристално јасни. И сега доаѓаме до дефиницијата која постојано ја забораваме и дозволуваме на грците и на македонското политичко разногласие да не турка. Ние разговараме, а не преговараме. Меѓутоа, отворете ги полемичките мислења изнесени во нашите медиуми на спротивставените страни во политиката, ќе видите дека постојано има притисок во преговорите да се најде компромис, во преговорите дури да се смени името, во преговорите да се свитка рбетот. Во таква ситуација, нормално е што Грција заборава на своите обврски, бидејќи ние не ја подсетуваме, и инсистира да го смениме името како предуслов за влегување во Европската унија. Ниту Лисабонската декларација, ниту резолуцијата на Обединетите нации, ниту времената спогодба не ја обврзува Република Македонија воопшто да го смени името, а камоли како услов за влегување во меѓународните мултилатерални организации. Последниот еклатантен, многу важен пример беше Светската трговска организација, каде што раководејќи се според узансите на времената спогодба, која е тешка, голтајќи ја срамната референца, грците не беа ни прашани дали и дозволуваат на Република Македонија да стане членка на Светската трговска организација. Едноставно станавме членови. Ови го зборувам од прва рака, бидејќи министерот Бесник Фетај и јас како министер за надворешни работи ги завршивме тие преговори со, тука веќе беа преговори со Светската трговска организација. Ова го зимам како последен пример да кажам дека целокупната блокада на Република Македонија е последица на наша неукост, на наша намера, на наша глупост и употреба од страна на Грција на овие наши три слабости и политичкото неединство во кое капитулацијата на името ја правиме главно прашање околу кое македонските политички партии се делат. Сакам да ви напоменам една мена во мислењето на албанската политичка заедница кај нас, која се појави срамежливо неодамна, која го ревидира барањето да го сменим името да влеземе во Унијата, бидејќи гледано историски има страшна претензија кон целата држава. Професорот Ризван Сулеймани во една јавна дебата во која учествував и јас рече децидно: на албанците не им одговара македонскиот народ да го загуби своето име и својот идентитет, бидејќи албанците не можат да се борат сами против центрите на моќ и интереси во Македонија, во Белград и во Софија. Преведено на едноставен јазик, тоа значи албанците имаат и тие претензии на целата држава и конјунктурно ќе го користат македонскиот народ за да можат да ги импарираат на интересите на Белград, на Софија, а на интересите на Грција, јасно, бидејќи
срамежливо, ама многу јасно за прв пат е кажано тоа и тука гледам дека одредени албански партии не го абсолвираат, но владеачката очигледно се раководи со тоа и тука ќе има нови изненадувања. И сега доаѓаме до суштественото. Ние треба овие јалови разговори да ги прекинеме. Со аргументација дека Грција, иако обврзана со времената спогодба тоа да не го прави, разговорите ги претвори во диктат и предуслов за прием во Европската Унија. Две европски председателства велат дека диктатот и промената на името не се услов, но заради механизмите кои се такви какви што се, не може да ја принудат Грција да го промени своето држење, се обидоа сега на крајот на шпанското председателство и со една за мене вчудоневидувачка игра, наивно нас, а колку беше тоа наивно или одглумено наивно, ја убедија Европската Унија, уште малку почекајте, прашањето ќе го решиме. Еве го минува вториот месец од новото белгиско председателство, во кое ни трага ни гласа нема од тоа решение, бидејќи не ни постоеше и не е на повидок. Значи, македонската дипломатија денеска треба да ги елиминира преговорите како постоење, да го елиминира барањето за промена на името како нешто на кое не сме обврзани, ниту сакаме да бидеме обврзани, ниту можеме да го исполниме, а камоли смееме. Трето, треба да се запрат преговорите со јасно упатување на одговорноста кај Грција, која разговорите ги претвори во диктат. И трето, конечно, дојде време, еден проект кој како министер го почнав заедно со Игор Јанев, безогледно од тоа од каде Јанко ги земал Игор идеите, бев спречен заради тоа што немавме доволно политичка присутност, односно сојузници во Обединетите нации, и од тогашниот председател кој гледаше во таква една наша позиција внатрешна криза во Македонија. Имено, време е да го ревидираме начинот на кој што бевме примени во Обединетите нации. Зошто сега? Прво, заради тоа што имаме доволно земји кои на еден или на друг начин не признаваат како ФИРОМ. Второ, Меѓународниот суд на правдата заради Косово и бидејќи стана инструмент за изведување на одредена политика, добива на актуелност и на значење. И трето, за нас дури не треба ни резолуција, ако знаеме добро да го изведеме тој потек. Консултативно